Кичево играше во ритамот на македонските ноти. Во организација на Патриотско друштво, градот за прв пат беше домакин на македонска вечер. Настан што ги собра сите генерации кичевчани на едно место. На сцената настапија млади македонски изведувачи, а во публиката, младо и старо, машко и женско, во еден глас ги пееча најголемите македонски хитови. Салата беше исполнета до последно место, а освен македонски ноти, вечерта имаше и хуманитарен карактер. Собраните средства ќе бидат наменети за помош на оние во најголема потреба од Кичевскиот регион. Од Патриотско друштво истакнаа дека настанот е уште една силна потврда, дека во секој град и село во Македонија се пее и игра на македонски, дека духот, традицијата и љубовта кон татковината се живи и силни, и дека македонскиот народ е хуман народ кој помага на своите браќа и сестри. Па искрено прекрасно е, се осеќам многу убаво пред се затоа што организираме еден ваков тип на настан, каде што ќе се негува и ќе се покаже јавно македонската музика и песна. Тоа е многу битно за македонскиот народ, за македонската држава и искрено се осеќам горда на тоа. Гледам многу млади луѓе, што тоа многу исклучително многу ме радува. И се надам дека уште појако ќе продолжиме по тој пат. Младите македонски изведувачи со задоволство се дел од ваквите настани, истакнувајќи дека државата мора многу да вложи во културата и да ги поддржува македонските изведувачи, затоа што да се почитува македонската музика, значи да се почитува нашето културно богатство. За прв пат ќе напоменеме дека е ова македонска вечер во Кичево. Нема да е последен, ветуваме дека нема да е последен. И секако пораката е родолюбие, патриотизмот е на љубов. Ќе слушнете и наговорите кои ги имаме, а тоа значи дека патриотизам, а не национализам. Патриотизмот е љубење и на себе сами и секако на другите народи. Игра и пее на македонски, тоа значи дека мора да не има како македонци за да обстоиме. Овие се есенцијално важни за нас, прво како општество, после како естрадни уметници кои ќе настапат, културно-уметничките друштва и секој збиднување што е поврзано со македонскиот идентитет. Само така може да го зачуваме идентитет. Па ова е пред се од големо национално богатство. Кичево град изобилува со многу музичари, е многу патриотски настроен град и мислам дека ова е една порака до цела држава да што почесто се организираат вакви настани за да се обедини народот, да се обединиме сите и да едноставно слушаме добра македонска музика. Последно време македонските вечери кога ги пееме има некој тренд каде што реално изразена патриотската музика, патриотската песна се слуша и е за среќа пратиме многу нови трендови кои не се добри, а моментално во Македонија има таков добар тренд што се слуша многу македонска, посебно патриотска музика и едноставно мислам дека добро влијаваме на луѓето. Па јас гледам едно обединување на македонецот, подигање на националната свест, на патриотизмот преку овие македонски вечери и промовирање на нашите најубави македонски родолюбиви патриотски песни. Мислам дека е многу битно
да се случуваат вакви настани. За жал, во други земји националната свест е на поголемо ниво. Ние мораме да ги форсираме овие работи за да дојдеме до успех, но мислам дека супер ни оди и посетеноста е голема. Иде време, сите просо ке ни застана. Ајде сите едно оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Ајде сите една песна се македонска, дружно браќа да За мене представува чест и задоволство, бидејќи ми е прв настап во организација на Патриотско друштво и сакам со голема љубов да испратам енергијата моја што ја чувствувам кон македонската музика. Искрено е пред се преубаво затоа што сме дел од екипата млади и така кога сме обединети и заедно, поддршката е обострана и од публиката и од колегите. Македонските вечери во организација на Патриотско друштво прераснуваат во традиција, а оваа во Кичево е само прва од многуте кои следуваат во овој период. На 6 во Куманово, на 7 во Струмица, а оваа година последната македонска вечер ќе биде во Скопје на 13 декември. Затоа треба да љубиме за да обстоиме. Патриотизмот пак во неговиот бит е љубов.